инспекторе. Натре видете на приклучок на водовод. Викнете ги легитимираат да кажат за кого работат на зградава. За кого работат и на кој од ново работат. Ајде. Каде се викнете ги, нека дојдат. Тема врска, дајте му дечко, од кого имате налог, само не навлегуваме во кој што прави. Ако ве упатил некој, Сади Пепик, може ли телефонот да го дадеме на... тој што ве упатил, тој треба да дојде, вие не сте ништо криви, си работите. Некој ве пратил, ти не можеш да знаеш тој дали работи кој што треба или не. Ти дал налог, ти си дошол по налог да работиш. Дајте име, презиме од него и да видиме. Има горе врку? Не. На што работите? На струја работа. Не знам. На градбава има нешто надзор тука, кој ве следи? Има тука напред. Надзорот ви е напред? Ајде идете видите кај има надзорот на човекот. Да направите службена белешка за кражба на струја. Утврдија кражба. Кај колегата само? Кој утврди од вашите колеги? Ти беше дечка? Ајде ни кажеш каде е овакво. На овој приклучок е? Да. Шо имаат? Диво е преместено, прво. Диво има е, добро. Те молам само на службените лица да им дадете информации, да се констатира на лице место покрај ова нашето и
да се направи службена белешка, да се пријавите за да имате од нив потврда за тоа што сте констатирале тука. Менсур Камбери, чајре. Еве ќе ти кажам и 300 пати. Фалсификате го чекаме Висар Ганију да дојде. Се бара Висар Ганију на главна каса. Во град Скопје, еве ако мораш баш да знаеш, од 10 скопски општини, само Чаир прави вакви легализации. Друг никој не прави. Така да никој не тера тука никаква политика, затоа што ниту една друга општина вакви легализации нема во град Скопје. Нема нити Ѓорча, нема нити аеродром, нема нити Газибаба, нема нити Бутел, нема нити Сарај, нема нити една друга општина, само Чаир има вакви работи. Ели, убаво е да се кажат, и еве да ги кажеме, да има аеродром, ќе отидам кај Дејан и ќе кажам Дејан и ти ова исто го правиш. Ама не го правите. Ни една друга од 10 скопски општини не го прави ова. Ни една. И го чекаме Висар Ганију да дојде да се јави на главна каса. Висар, те чекаме дечко тука да дојдеш. Имаш направено фалсификат на документација со кој што си извршил легализација спротивно на закон. Значи, одговорен си и треба да докажеш сега во овој момент како си успел да ги упишеш овие легализации во катастар, имотни листови, дечко, да им побераш на овие, без да имаш документи од град Скопје. Од град Скопје ти е вратено дека оваа дивоградба си ја правил во изминатата година, а не во 2011 година. 150 вакви дивоградби сме ти открили и сме ти вратиле. Ни една од овие дивоградби, дечко, нема да ти помине. А тие што си успел со фалсификат да ги упишеш, сега еден по еден ќе ти ги вадиме. И дојди да видиме на кој ќе му се заканиш. Дојди тука, ако си муж, тој минатиот пат ти го кажав, заканување, дојди во лице да ми кажеш. Не се заканувај оддалеку. Дојди си. Зашто, еве, аеродром, зашто не ми се заканил градоначалников? Зашо Газибаба не се заканил? Зашо Ѓорча не се заканил? Зашо не се заканили они? Знаеш зашо? Пошто вакви дивоградби не прават они. Вакви дивоградби правиш само ти. И затоа повели дојди си и да кажеш како си успел оваа дивоградба да ја упишеш во катастар на недвижнини без документација со од ваша страна фалсификувани документи. Ајде. Ова е зграда која што е изградена на државно земјиште, за која што Висар Ганију спротивно на закон си направил фалсификати и си легализирал и си упишувал во катастар. Го повикувам директорот на катастар, кој што е човек кој што беше претходно председател на општина Кисела вода, мислам, кој што е човек кој што ги разбира овие работи и кој што многу добро знае кога ќе отвори документацијава, нека си напредна управна контрола, дека кај него некој му доставил документација која што е целосен, недвосмислен фалсификат. Ајде сега, и за да не коментираат некој, 3 години се спиело. Не се спиело, бе дечки, 3 години. 150 дивоградби сме му спречиле на Висар Ганију. Затоа му ги палат колите по градов, пошто тоа зашто земал пари не може да го ефектуира. Во 3 години 150 легализации сме му спречиле. И ево отворено кажувам тука, ваква работа не прави ни една друга општина. Не прави аеродром, не прави Бутел, не прави Газибаба. Значи не прави ниту една друга општина. Прави Висар Ганију. Висар Ганију со фалсификати упишува документи во катастар и си вади имотни листови. Дојди Висар, тука те чекаме. Не тера да ти доаѓаме на тебе општина. Пошто ќе тргнам од тука и сите овие што ти се подпишани на документиве, ќе идам како странка, ќе влезам да ги прашам каде е тоа кај што они дале документација до катастар дека град Скопје ви дал потврда дека овој платил комуналии. Ти, дечко, фалсификуваш, ти си една криминалчуга невидена и ќе си одговараш пред закон и сите пари што си ги украл од луѓево, што си ги земал за дивоградбиве, ќе си ги даваш по адвокати. Затоа што вакво нешто не прави никој. Може градат луѓе, ама вака спротивно на закон и вака да легализираат спротивно на закон дивоградби,
Тоа Бога ми не прават. Бајрам Салами, законот не дава можност да градиш дечко на државно земјиште и како ти е чеф после тоа да плаќаш. Не постои таква можност. Таа можност е затворена. Ако не тргнете сите кај ќе најдете на Република Македонија земјишта, удри темел, гради си и после тоа дојди да си платиш. Не оди бе човек тоа така. Овие луѓе, ја ти гарантирам, немаат проект, немаат одобрена документација, немаат ништо. Тука ќе спијат цел живот со едно око отворено. И вратено му е од причини што не исполнува услови по закони, што нема документација, вратено му е на Висар Ганију дека не може ова чудо да го легализира. И он сега сепак си го легализирал, си го упишал со фалсификати. Ајде да ги видиме. Ај кај си ЖТС, Висаре, дојди да не дојдеме ние. Пошто ние ќе дојдеме, несумнено. Кај се уредување, викнете ги сите нека дојдат тука за документацијата да ја елаборираат. Ајде. Кој има друг уредување, ако утврдивте таму, дојдете тука да утврдите. Ако чекаме уште Висар Ганију да си дојде и да ни каже кај се овие документиве на кои што се повикува, што ги имал од град Скопје. Немаш, дечко, ти ни еден документ од град Скопје, ме разбра? Немаш ни еден документ од град Скопје. И све ова правиш противно на закон, пошто си криминалец. И еве кажувам дека ни една општина друга во град Скопје не го прави ова ти што го правиш. Луѓе во други општини и тука не може да се легализираат бре по една соба, по една тераса, по една гаража што има доградба, ама ти зградил по 10 ката ќе легализираш и тоа спротивно на закон и со фалсификат документи. Ајде. Ова е фалсификат документ од општина Чаир кој што е доставен до катастар. Катастар го повикувам денеска директорот на катастар, Агенција за катастар на недвижнини. Господине Медо, бевте председател на Совет на општина Кисела Вода, ќе дојдеме до кај вас да го отворите службено ова досие, да ги видиме документацииве. Кај му се? Ќе дојдеме да ги видиме, затоа што Висар Ганију ова што го доставил е чист фалсификат. Ајде да видиме. Висар Ганију доставува документ до град Скопје, во кој што вели си барал да му се легализира објект бесправно и на тоа барање, еве го, господинот Ганију, Висар те чекаме, дечко, тргнувај, тргни, доаѓај, дојде да ни објасниш, еве ти. Си ставил бројче 2197/7. Легализира урбанистичка согласност за бесправен објект на госпогица на зграда, на стан во станбена зграда на Џон Кенеди на Зенета Идрис. И еве Зенета Идрис си доставува документација каде што му е стан и тоа станот е во стан број 20, 89 квадрати. Со дополнително помошни површини од 5 квадрати, имотните листови се запишани. Од град Скопје, значи ова ти си го доставил господине Висар Ганију, мажот над мажите што се заканува. Сега дојди тука да се заканиш во очите, чекаме јас да ме погледнеш, да кажеш. Јас ти реков, ти со 150 луѓе, јас со 150 документи ќе ти дојдам. Еве ти го документов, 24.10.2024 си барал легализација. На 25.10 си го доставил во град Скопје дека бараш легализација на лицето Зенета Идрис. И еве го до вас од наша страна вратена документација. Значи ние ви ја враќаме документацијата во која што убаво, кој вика ова, кај сум била 3 години, Омер Реджипи, 150 пати треба да ви кажам дека 150 дивоградби сум му спречила на овој. 150 дивоградби сум му спречила у 3 години. До сега не сум излегувала лајф, пошто до сега не собрал храброст да ми се заканува. Сега кога ми се заканува, ќе излегувам лајф. Затоа што ја немам, не знам, фамилија која што ќе ми оди вересија ради ваква криминалчуга криминална, што фалсификува документи и затоа што на луѓево им зима тука пари за да им легализира, треба некој да му подпише у град Скопје. Ја не давам кај нас луѓето да подпишат нешто што е спротивно на закон. И фино лепо му е вратено на Висар Ганију дека ова му е спротивно на закон. Не спиел никој у град Скопје, дечко.
3 години. Ние 3 години работиме и 150 во град би сме му спречиле, затоа му ги палат на него колите, бе дечко. Затоа што не може да испорача тоа што обеќавал. Ги тера луѓево да инвестираат на зграда, на 10 спрата ги тера луѓево тука да инвестираат, да градат без проект, без одобрение, без статика, не знаеш дали е сигурно, дали е безбедно. И после тоа, откако му е вратено ова, он си прави фалсификат документи, во кои што, пази, баш ка тоа, види го фалсификат документов. Урбанистичка согласност си прави дечково за да го легализира со различен број, од различен датум. Ово е на 24.10, а овој го фалсификува, го прави на 14.10. Джабе бе дечко, шо да правиш сега? Само можеш да бришеш до утре. Ова си го доставил во едната институција оригинал, ова си го доставил во другава институција оригинал. И глупав си криминалец. Крај. Тука, еве ти го исто, објектов, препишано од истото, друг фонд само си направил, меѓутоа си направил очигледен фалсификат, затоа што документиве, као што можеш да видиш, ти се различни. Ето така, ај сега да идеме напред. Решение за утврдување на бесправен статус на правен статус на бесправен објект. Еве ти го тука фино лепо, гледаш како си го ставил ова правосилно дека е. Епа како што си го ставил правосилно, си пишал што ти се тука документацијава и си ставил дечко. Ево уште еднаш да напоменам. Никој ова што го правиш ти, Висаре, криминалецу, ганију, во градов Скопје не го прави. Еве повторувам, не го прави аеродром, не го прави Газебаба, не го прави Бутел. Никој не го прави, значи. Никој не го прави ова, ти што го правиш криминалецу еден. И затоа се закануваш ти, затоа другите не ми се закануваат, ти се закануваш. А се заканува некој, знаеш дека прави нешто што не треба. Ете затоа. Еве ти сега. Тука си ставил до катастар и од овде ќе одиме директно кај господинот директор на катастар. Еве му најавуваме да се подготви со документацијава. Каде што тука ти, господине Висар Ганију, за истиот овој објект, кој што си го легализирал на име на Идрис Зенета, велиш дека си доставил ти, бе дечко, до катастар заклучок за плаќање на доместок од град Скопје и општина Чаир со фалсификат број на град Скопје, ваков број, ваков факт во град Скопје не постои. И ваков заклучок не постои, документацијата ти е вратена, ти не можеш да имаш ваков документ, односно заклучок за плаќање на надоместок издаден од град Скопје. По закон мора да го издаде град Скопје и потоа средствата се распределуваат на пола. А ти ова си го фалсификувал, бе дечко. И сега одиме у катастар да го видиме, да ги видиме документиве, па ќе бареме од економски криминал од сите останати, да видиме кој ти се подпишал, бе дечко, на тебе на овие документи. Да видиме што си правил. После тоа велиш, пази го господине, дека си утврдил ти тука потврда за платен на доместок од град Скопје 24.13 од 25.10.24. Дечко, вакви броеви у град Скопје нема. Потврда за платен на доместок дека некој платил не може да даеме, пошто не платил. Разбираш дека не платил никој. Не може да имаме потврда за платен на доместок за некој кој што не платил ниту еден денар не платил у град Скопје. И ти ова фино лепо си го утврдил, бе дечко, и си го доставил до катастар за на овие да им легализираш. Сега, затоа што си криминалец, ја те викам 5 пати поред да дојдеш. Седиме по 4 сати на нелегални објекти, крадете струја тука, нелегално сте правеле, крадете вода, нелегално тука, не знам колку станови се обидуваш да упишеш, 2 више си упишал, најголема грешка у животот ти ова, и тоа со фалсификувана документација. И сега едно по едно ќе ти ги откриваме сите, затоа што тебе ти се од нас вратени сите документи, дечко. Еве ти го, овој ти е вратен на 24.2024 година. И кај вас кога си е пример? Све си има уредно тука напишано. Ама до сега не се закануваш. А сега пошто се закануваш, една по една ќе ти ги одиме сите 150 легализации што сме ти ги спречиле, за да не ги пушташ ботовите да зборат пред избори. Не идам, дечко, ја на избори. Шо ми можеш? Еве не идам ја на избори. Никој нема да треба мене да ме гласа, бе. Јас за градоначалник па не се кандидирам, ама ќе знаат луѓето дека 150 вакви криминали сум ти спречила дур си ти, бе дечко, градоначалник. Поварно ќе ти беше да не ми се закануваш ни по мене, ни по семејството мое. И дојди, ако си муж, јас те чекам пак. Јас сум тука, те чекам.
Пошто ти сакаш да ги лажеш пак граѓаниве тука у Чаир и пак сакаш да идеш за градоначалник, ја те чекам тука да ми кажеш ти како на овие тука луѓе од позиција на градоначалник ти си им легализирал нешто за кое што немаш ниту еден документ, а пола од овие документи, еве ти ги тука ги ставам, ти се фалсификат. Значи заклучок за плаќање на надоместок немаш. Сега џаби и да трчаш и да пробаш да фалсификуваш нешто дополнително, само ќе се дозаглаиш, и потврда за платена надоместок од град Скопје. Немаш, пошто не платил никој ништо. Ете така да си знаеш. Ајде сега, мажу голем, дојди тука, те чекаме ние, јас ти кажав, ти можеш да дојдеш со 150 луѓе. Или кажи, ќе дојдам ја у општина, ја ќе дам сама. Ти собере цела општина, сите 150 луѓе и ќе извадиме кој ти е све потпишан, бе дечко, на овие документи да видиме. Кој ти е све потпишан? Кои се тие јаки манги на овие фалсификати што ти се потпишани? Кој ти гарантирал? Еве ти Висар Ганију, градоначалник. Ајде да видиме. Висар Ганију, градоначалник. И кој овој? Ејуп Адеми. По овластување на градоначалникот, административен службеник. Ајде. Ајде, ќе те чекаме. Ова е едниот, вакви имаш два у оваа зграда легализирани со фалсификати. Од тука, веднаш што ќе завршиме, одма идеме до катастар за да утврдиме. Еве го крадењето од струја. Еве како се фатени, како си крадат тука. Еве ги приклучоците што се утврдени, направена е тука пријава на лице место. Сега ќе се ги исклучат фино лепо. Утврдено е крадење на вода исто така. И уште еднаш кога ти кажам, ајде Висар Ганију, 150 легализации сме ти спречиле во овие изминати 3 години. Во град Скопје ни еден од луѓето кои што работат не спиеле. Не чекале да дојде овој ден за да ти излегуваме на тебе, да ти ги вадиме криминалите. Ама ти си направи една белја, бе дечко, ми се закануваш. Ако сакаш да ми се закануваш, дојди сега тука, додека сум на терен. Минатиот пат кај Дивоградбина те чекавме рамно 5 часа. И не собра храброст да дојдеш. Дојди сега тука и закани ми се во лице. Закани ми се во лице да видиме како си дал, на кого си дал. Оваа зграда прво да се изгради, бесправно. Оваа зграда точно се знае кога е градена. Нити од 2013, нити од 2011, и е од 2018, точно се знае кога е градена. Сведоци има начин како да се утврди, има вештачења кои што се изготвуваат, така да иш да не се секираш. Малиќе ќе одиме кај пензионерскиот дом, не секири. Сегде ќе одиме, сегде кај сме го фатиле ќе му одиме. Затоа што сака да се заканува и Алекс, абе не идам ја на избори, бе дечко. Разбираш ли што ти кажувам ја? Нема зашто да излегувам. Еве сите едно по едно 150 што сум му ги фатила, легализации што се обидува спротивно на закон да ги направи, се откриени кај него и документацијата му е уредно вратена дека тие му се нелегални, дека тоа не може он да го легализира. Така да никој не спиел 3 години, не ни текнало пред избори, ама сега му текна на него дека завршува, доаѓа пред избори. Таму кај што земал пари, таму не може да испорача дечкото и затоа сега ми се закани. Да не ми се закануваше, нема да искачам јавно. Сега искачам јавно, ако ми се случи нешто, треба да знаат луѓето дека ми се случува од господинот Висар Ганију, што ми се заканува по мене, по семејство. Значи, кога си дојде тука фино лепо, тоа што има да ми каже, нека ми каже во лице. Ајде. Те чекаме, тука сме. Чекаме да дојдеш. Имаш 150 спротивни на закон легализации. Документацијата ти е фатена, фалсификатите ти се фатени. Од тука идеме фино лепо во Агенција за катастар на недвижнини да ги видиме документите, да не ги дадат на увид, врз основа на што ти дечко си легализирал тука. И да видиме како си упишувал Дивоградби. Спротивно на закон. Ќе ви пишеме дали се охрабри Висар да дојде. Не верувам, ама ќе почекаме. Еве го крадењето. Броилото. Добро утро, принцеза. Принцеза ти е Висар Ганију. Ја 3 години сум му вратила на овој Лепотанов. 150 вакви објекти му се вратени. 150 и сите ќе му ги објавам. Од прва до последна.
сите ќе му ги објавам од прва до последна. Затоа што сме му ги враќале со документација и не смел нити можел да ги опишува. Ама сега, откако почна да ми се заканува по фамилија, јавно ќе му ги објавувам, да бе Мирсот, жива сум, а ти од Вленда не си случајно. Сите што оправдувате криминал, сите сте криминалци ко негове. Или имаш стан у Дивоградба, или си градал Дивоградба, бе, друже. Ама ми кажуваш ти на мене, дали сум била ја жива. Еве, затоа што сакам да останам жива, го објавувам Висар Ганију што ми се заканува. И по мене, и по фамилија. И никој не му се плаши. Никој не му се плаши. Пошто он да бил маж, ќе дошол. Го чекавме еднаш, го чекавме два пати, до која ќе го чекаме? У пензија ќе отидат луѓето како чекаме него. Нека дојде, ајде. Нема го правдате партиски ботови ниедни. И нема да се заканувате. Дојдете си, еве ти ја зградава. Фалсификувал документи. Фалсификувал документи. Документите пишал дека му се од град Скопје. Нема во град Скопје такви документи. Нити се издадени, нити ќе бидат издадени. Убаво сме ти вратиле назад дека овој објект е граден надвор од закон. Овој објект е граден надвор од времето пропишано со закон. Да, многу е убава зградава, само што сите ќе спијат у неа со едно око отворено цело време, пошто нема проект, нема документација, нема елаборат, нема безбедност, нема статика, нема ништо. Нема противпожарно. Не пуштиле да помине низ сите оние механизми низ кои што треба да помине. Нема надзор. Не може да има прием технички. Не може да има ништо што е во рамки на законот. И еве, нека дојде и нека каже. Го чекаме тук. Го чекаме да ни каже како ги нашол овие документи фалсификуваниве што ги однел во катастар. Пошто тие во град Скопје не постојат, и многу убаво го сме го известиле ние од град Скопје, дека оваа зграда не може никад да ја легализира. Затоа што е Дивоградба што е градена сега. Не е градена тогаш кога он лажил дека е градена. Лажил дека е градена во 2013. Оваа ви изгледа не, во 2011. Пред 2011. На вас ви личи оваа 2011 дека е градена. Уште работат на неа, од што е во 2011 градена.